Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Ова утро нагости ни се млад брачен пар од Охрид, Весна и Јордан Коцевски. Ова утро ни допатуваа од, за мене, најубавиот град на Балканот и пошироко, тоа е нашиот бисер балкански со право можам да кажам, градот Охрид. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Се надевам сте беше во ред по пат, убаво патувавте, убаво стигнавте и се надевам убаво ви е кај нас нагости. Убаво кажав по охридски? Да. Убаво ни е кај вас нагости. Добро најдовме. Мене ми беше убаво попат бидејќи Весна возеше. Супер. Значи сега сте одморени, малку успеа да се одмориш, да дремнеш, да кажам, по пат и сега може да си разговараме. Јордан, кај го почнам разговорот со тебе, Весна нема да ни се налутиш, бидејќи ни е, ете така, единствен тука меѓу нас двете. Тој е многу скромен. Сака за себе да каже дека е туристички водич кој што светот сака да го запознае како писател. Јас ќе кажам дека тој е доктор на науки на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и е голем писател. Од 2001 година е твојата прва книга, насловена како Време за живење. Од тогаш па наваму се редат и твоите останати книги, еве ги овде пред нас. Значи тоа е Заследиме, Прозорецот, Тегли. Каква е тука врската со Факултетот за туризам и угостителство и со пишаниот збор? Па, интересно прашање. Туризмот, јас основа од секога сум сакал да бидам писател, колку и да звучи тоа клише. Може би не да бидам писател, но сум сакал да пишувам. И сум креативен и гледав некако дека во туризмот има доста креативност. Значи, како наука, туризамот и угостителството бараат креативен пристап од самата интеракција со туристите до начинот на кој што се формира тој туристички производ. Меѓутоа, со тек на време, притисокот на тоа што имав идеи за пишување ме натера повеќе да се ориентирам и посветам на пишувањето. Една предност кога се работи во туризам е што се запознаваат многу луѓе, па многу е полесно да се напишат ликови кои што се реални. Сега, ке може ли да ми кажеш еве вака една врска меѓу сите овие твои романи? Имаат различен наслов, имаат различен жанр. Еве да почнеме со оној последен, тоа беше Прозорецот, кој што имаше своја промоција во декември минатата година. Да. Па, трите романи се во основа различни, иако жанровски тендираат, тоа што ги поврзува би бил трилер, како жанр. Меѓутоа, Прозорецот е всушност најстара напишана книга од трите, иако е моментално последна објавена. 2016-та, првиот дел од книгата беше објавен од страна на онлайн, од Фондацијата Македоника, кога и доби награда за најдобра книга во месец февруари. И идејата за Прозорецот кај мене си тлееше за конечно во низ разговор со Жарко од Антолог да ме поттикне да ја напишам и да го почнам овој серијал. Наследство всушност има елементи на стилот на пишување епистоларен, каде што првиот дел се раскажува низ записи од весници, од судења, од диктафон, белешки од главниот лик, за понатаму да премине во потрага и разрешување на една друга мистерија, а мистеријата испаѓа да е паранормална. Че ова е малку тоа го двои од останатите книги. А што е со Заследиме? Заследиме, тоа тука веќе инфлуенсерство, така? Тука голема улога и беше Весна. Сопругата, така. Да. Па, откако почна таа со Инстаграм, долго време поминував со неа и јас во создавањето на содржините. И поминувам. Добро, ако не е Весна, нема ми се чини да прошетам толку колку што шетам сега. Ќе останам дома и ќе пишувам само. Заследиме, сватив дека кај нас многу малку се знае за тоа што се инфлуенсерите, како функционира тој свет и често информациите кои ги гледав, дали на телевизија, дали на форуми, не беа реални, не беа точни. И затоа одлучив повторно да напишам, не повторно, туку да напишам еден роман на темата, меѓутоа кој ќе си е во мој стил. Овој роман е веќе психолошки трилер, нема акција, нема пукања, бркања на убиеци, такви работи, меѓутоа се работи за
главен лик кој што е инфлуенсер и кој има можност конечно да се пробие на она ниво на кое што сака. Меѓутоа и се случуваат работи кои не може да си ги објасни, почнува самата да се сомнева во себе си, во тоа што го гледа и во тоа што го слуша. Беше забавно да се пишува и да се работи со Весна, зашто прва ваква соработка ни е, па ќе напишев нешто, ќе го дадев да го провери, да види дали е реално, добро, да се дали одобри. Точно, па еве отворено ќе си кажам дека во самата прва глава инфлуенсерката Марина пишува една објава, пост за на Инстаграм, кој што јас го напишав, меѓутоа Весна дојде и ми рече не. Вака не се пишува објава, ова можда во роман функционира, ама вака на Инстаграм не, така. И застана, го преработи, па јас малце си го нашминкав да ми влези во тоа што ми треба и таква забавно беше. Супер. Сега Весна, таман време да те вклучиме и тебе во разговорот. Рековме инфлуенсерка, блогерка и сега најнова професија која што ја има Јордан, тоа е фотограф, така? Ти си задолжен за сите тие преубави слики кои што ги гледаме кај тебе на твојот Инстаграм профил. Значи, ни ги представуваш сите оние убави места кои што си ги има нашата земја, нашата Македонија. Па ајде, еве, од каде идејата? Дали тоа може би сега нешто помодарство, нешто модерно, или едноставно си, бидејќи сте, нели, и по професија, Весна е сепак туристички водич, меѓутоа магистар исто така на истиот факултет. Значи сето тоа е некако поврзано со туризмот. Да. Па фактички се ние на некој начин поврзано и се надополнува едно со друго. Уште ако тргнеме тоа дека заедно студиравме, ние од секојаш сме знаеле заедно и да работиме и да се помагаме. Ево јас прв пат и со книгата да му помогнам. Меѓутоа самата работа како туристички водич ме натерала да ги научам тие места и што не се толку познати, информации кои јас не сум ги знаела претходно. Љубовта кон споделување сум имала од секогаш. Уште од времето на MySpace, па Facebook, па почнав со блогот прво, а подоцна со Instagram, кај мене малку обратно беа работите. Меѓутоа, во денешно време ми се чини некако како помалку се читаат блоговите, а полесно да се најдат сите информации во еден Инстаграм. Пост, објава во едни хайлайт за одредена локација, дестинација или било која тема. Така да на луѓето им е поедноставно и полесно и брзо да ги најдат тие информации, така да и јас од тек на време се прилагодив на потребите на публиката, така да се изразам. Ето пример. Од како се воведоа Reels, мене Инстаграм ми стана повторно интересен. Самото креирање на видеата ни е забавно. Ке споделите ли некои од тие преубави места кои што сте ги посетиле во Македонија? Во Македонија, па ево како една препорака, каде би можеле сите оние кои што не гледаат или кои што сакаат да си прошетаат за викенд, еве денес недела, каде би можеле, еве, ваша препорака? Па всушност на самиот Инстаграм профил имам и како рубрика Weekend Getaway Ideas, како предлози за викенди. Па во последните ни е Дебар, затоа што Дебар стварно не е толку посетен, а е еден од најубавите делови од Македонија, покрај ние како Дохрид, нели, од Струга, па покрај Дрим, Главочичко езеро, Дебарско езеро, Дебар бањите, меѓутоа и Националниот парк Маврово е тука, манастирите се тука, Дув водопад, значи има многу содржини и на кратко растојание повеќе места може да се посетат. Ова го зев како пример затоа што и нас ние како Потаз е посетено, меѓутоа во Македонија има навистина многу места. Добар дел веќе се познати, но добар дел и од нас се уште не се посетени, чекаат на ред. Од водопади, од канјони, богата ни е земјата со природни убавини, неоткриени, кои што треба да се посетат. Вие покрај тоа што патувате во низ Македонија, пред пандемијата патувавте и надвор. Тука исто така ги споделувате вашите патувања. Некоја дестинација можеби да ни препорача. Да, во пандемијата некако добро и се затворија и границите, па тој не натера повеќе Македонија да истражуваме. Меѓутоа, секојаш некако тежнееме повеќе кон надвор и подалеку да посетиме, да видиме што повеќе места. Нас Италија и Турција секојаш ни биле така во првите, да речем, како избор и сакаме повеќе пати да ги посетуваме, меѓутоа сакаме и да одиме на различни места кои претходно не сме ги посетиле.
Сме биле и во Америка во повеќе држави и морам да кажам дека Америка никогаш не ми беше во првите избори, меѓутоа откако прв пат бевме, сменав мислење целосно. Имавме добар водич таму. Да, имавме добар водич, неговиот брат, па како тој се сели од една во друга држава, ние по него. Да. Бевме и со децата во Дизниленд, тоаш керкичката беше и малечка во Дизни Ворлд. И реакциите на некои луѓе беа зашто отидовте сега, мала е, нема се сеќава, меѓутоа колку таа беше срекна, ние тоа ќе се сеќаваме сигурно. Јордан, покрај тоа што пишуваш романи, еве овие три кои што може да ја види нашата публика, пишуваш и стрипови. Она што е интересно за тебе. Имаш освојувано и голем број награди на научно-фантастичен стрип. Ќе ни кажеш малку повеќе за таа твоја љубов сега за и дали се уште пишуваш стрипови? И колку имаш публика? Па, вака. Конкретно за стриповите. Приказната со стриповите е поболна отколку приказната со романите или ситуацијата кај нас, затоа што да се направи еден стрип е многу подолг процес отколку да се направи, посебно ако правиме за број на страници, значи стриповите кои што излегуваат кај нас како завршена приказна се околу 50 страници најчесто. Јас вежбав пишување, да речам, и во тој период пишував раскази и пишував стрипови затоа што одев со кратки приказни, обично до 12 страници. И ми беше забавно, затоа што кога пишувам, јас ги визуализирам работите и да се соработува со илустратор е многу интересно, затоа што вие имате одредена замисла и ја треба да ја пренесите. Тоа што го прави, прво да кажам, сценариото за стрип поинакво е тоа што мора да мислите во кадри. Мора да размислите не само да ја напишете приказната и диалозите, туку каде ќе се вклопи секоја сцена од таа приказна. Имаме распоред на сликите во рамките на една страница, на самите страници, затоа што е многу важно и како ќе ја завршите таа една страница. Затоа треба да најдете и некој илустратор со кого ќе соработувате. Да, и ќе кликните, зашто треба да знае тоа што сте го замислиле да го пренесе. За мене тоа беше првично Дарко Богданов. Иако имам соработувано со други, од другите би го истакнал и Игор Јовчевски. Со тоа што со Дарко Богданов направивме една стрип антологија во која внесивме кратки стрипови сработени од нас двајца, јас како сценарист и тој како илустратор. Меѓутоа имавме гости и други сценаристи и други илустратори. Се вика Мрак, хумор, тишина, бидејќи имате стрипови кои се хорор, стрипови кои се смешни и стрипови кои се сериозни. Токму во тие Тишина делот беше стрипот кој научно-фантастичниот стрип Авор Иден, кој доби награда за најдобар стрип на тоа беше од страна на стрип центарот Велес и исто во Прилеп од Визант. Стрипот ми беше предизвик да го напишам бидејќи се работи за стрип во кој што нема диалог. Значи нема текст, едноставно приказната се кажува преку слики и зависи пред се од нашата соработка со Дарко и очигледно добро си ја сработивме работата. Потоа објавивме со него 2016 првата графичка новела. Мислам дека се насе делот околу 50 страници, се вика Витези од соседството. Витези од соседството во план е да излезе продолжението нејзино. И во план е поздрав до Игор и се надевам дека Игор конечно ќе се нафати да го сработи сценариото затоа што ми извести дека сум дошол на ред. Ќе работиме стрип со Игор. Игор многу сака да слика вестерн или фантазија, па напишав нешто што е надвор од мојата комфортна зона, а тоа е вестерн сценарио, но за да е повторно во мој стил има малку хорор, етно елементи. Има ли публика за стрипови? Има и расти, младите благодарение. Младите сакаат да читаат, меѓутоа ги читаат оние. Ален Форд, Точно. Загор. Па Што е тие со се нашите? префрлени повеќе на сега на благодарение на филмовите од Марвел, од DC се префрлени веќе на американскиот стрип. Ние си останавме со, односно ја знаем убавината и на белгискиот, на италијанскиот, на францускиот. Меѓутоа помладите сметам дека треба почнат да истражуваат, треба да им дадат шанса и на домашните автори затоа што има интересни стрипови кои вредат да бидат прочитани и ќе го задржат нивното внимание затоа што стриповите обработуваат
сега зборувам за домашните автори, различни теми обработуваат и мислам дека секој може да најде нешто што ќе му е интересно. Уредник си на електронско издание, Да. каде што ги потикнуваш младите автори за пишување. Малце ќе ни кажеш околу тоа? Па вака, со колегите писатели поети од Охрид, некаде за време на пандемијата, идејата за списание кај нас постоеше од секогаш, меѓутоа пандемијата како да не поттикна некои работи да ги гледаме поинаку и да размислуваме. И првично почнавме на група која што се викаше Ковид дневници и врз база на нашата соработка околу модерирање на групата се формира идејата за здружение, се вика Креативна верига и како првиот проект, односно вториот беше списанието, првиот беше збирката Расказ интимно со пандемијата, поттикнат од претходната група. Меѓутоа за нас нашиот најдраг проект за сите членови мислам дека е списанието Елит. Списанието гласи дека е списание за литература и друга уметност и се движиме во таа насока. Сакаме да имаме покрај писатели, поети да представиме уметници, односно сликари, фотографи, имаме се разбира стрип, потоа постојат и редовни рубрики и една предност кај само да потенцирам бидејќи гледам дека често ова е електронско списание во смисла на странските електронски списанија, односно излегува во PDF формат. Значи си има број на страници, ние немаме фиксен број на страници, од 80 нагоре ни е целта. Предноста е што кога е електронско можете да имате боја, можете да имате различни дизајни кои што ќе ги пропратат делата, расказите, песните, така да сме цел тим, тројца уредници заедно со мене, имаме дизајнер, Весна е задолжена за фотографиите на насловните страници, односно на корицата и мислам дека за сега не мислам, туку сум задоволен од тоа како оди работата, а новиот број треба да излези во текот на овој месец. Одлична најава. Да. Со разговорот. Денеска е интернационалниот ден на детската книга. Вие сте родители, имате млади сте родители, имате мали дечиња. Колку читаат вашите дечиња и што мислите колку воопшто младите читаат? Добро прашање. Добро. Добро. Повеќе сме на телефон, зеве и на децата, на оние електронски уреди, таблет, телефон. Тешко е некако да се земе книга во рака и да се чита. Кога се децата само лектири, чита лектири. Да, лектирите задолжителни, меѓутоа има интересни лектири, што брзо се читаат. Па синот ја има и наследена љубовта кон стриповите. Најмногу сака стрипови да чита. Така да кога и да се најде... Поинтересни се од лектирите, нели? Да, и побрзо се чита. Мислам дека тоа е пред се. Да. Доста е, ајде да речам, заразен со јапонски стрипови, со манга. Меѓутоа, последно ја читаше Дневникот на едно шмокле, мислам дека беше преведот од 3 што имат издадено книгата. Да, повторно ја одбрав бидејќи имаме голем избор на детска литература. Гледав да одберам за него нешто што ќе има илустрации за да му е поинтересно додека чита, иначе тежок е да се натера да чита ако не е лектира. А Керка ни се надевам дека... Таа сега учи да чита, прваче, но многу сака да и се раскажува, пример. Тоа јас го имам проблемов се уште пред спиење. Успешно ја намести Весна да раскажува. Јордан, дали нешто пишуваш сега во моментот? Прочитав дека бараш имиња за некој лик од некој твој следен роман. Па, кога го пишував Прозорецот, почнав со ги крстив писателски дилеми и овај пат работам на продолжението од Тегли. Работниот наслов не го откривам и засега се стои како Тегли 2. И заглавив со едно име, па побарав помош. Да. И имаше доста креативни имиња, одбрав веќе едно. Доста ми е интересно затоа што продолжението не очекував дека ќе пишувам продолжение од Тегли. Се наметна како резултат на самата промоција, издавачот и модераторот Јулијана Величковска праша и во една спонтана ситуација предложи зошто да не е приказната од Саше, од еден кој е спореден лик, па решив да си ја кажам неговата приказна
И почнав веќе да го пишувам продолжението, меѓутоа тоа што е сигурно ќе сакаат читателите и публиката тоа да го дознаат, а еве официјално ќе најавам дека мојот нов роман Зборови ќе излезе наредниот месец и ќе биде во продажба на сајмот на книга. Одлично. Ни доаѓате од Охрид, двајцата. Двајцата сте туристички работници. Кога ви доаѓаат гости, кои се 5 места каде што би ги однеле во Охрид? Што ќе им препорачате? Каде би можеле да одат? Кои места да ги видат? Да. Па прво најфотографираната црква во Македонија, Канео, Свети Јован Канео. Охрид, иако е мал, има стварно навистина многу места. Меѓутоа, од црквите, како пример, што според мене задолжително внатре треба да се види, е Света Богородица Перивлепта, поради фрескописот. Исто така Света Софија. Освен цркви, добро, и манастирот Свети Наум, значи задолжително за секој кој доаѓа во Охрид. Што би додал ти? Јас би им додал да пешачат малку Петрино, да посетат Галичица, дали се тоа тие што се сметат дека се спремни да појдат до врвот Магарот, каде што може да се видат двете езера. Или полесна варијанта, до Велестово пешачење. Или до Велестово пешачење, да. Бидејќи Велестово од Охрид е на колку? Сат пешачење зависи. Па да. Пола сат до сат. И е така една прекрасна прошетка. Да, цело време го имате погледот на Охрид и на езерото. Исто и заливот на Коските е интересен, нешто поразлично да се види, да се посети. Поминавме 5 работи, сигурно. Поминавте повеќе да, тоа. Како тргнеме ќе наброиме се што има и ова ќе стане една виртуелна тура, ама без... Јордан, имаш интересен наслов на твојата докторска дезертација, нели, на факултетот. Нешто е поврзано со гастрономијата, така? Точно, да. Многу различни стилови. Да. Значи, стрип, роман, електронско списание, туризмологија, гастрономија. Каде се пронаоѓаш најмногу? Во пишувањето. Значи, пишувањето фикција. Не пишувам повремено и стручни трудови, меѓутоа, ако би одбрал една работа да ми е професија, дефинитивно би било да сум писател. Меѓутоа, баш тие љубови успешно ги гледам да ги вклопам во романите и затоа посебно ми е драг за следиве, затоа што тука првпат доаѓа до израз мојата љубов за храна. Има добри описи. Ке препорачате некое јадење од Охрид? Па гјомлезето е... сите го знаат, мислам. Странците некогаш на странците им е така тешко за јадење гјомлезето, меѓутоа мислам дека за секој ден македонец треба да проба гјомлезе. Јас ви благодарам за вашето гостување во нашата емисија, утринска програма. Ви благодарам што допатувавте од Охрид ова утро. Ги представивме вашите интересни романи, го представивме вашата работа. Ви посакувам многу успех во сето она што ќе го работите во иднина и со блогерството, Весна, и со пишувањето на романи. Веќе излегуваат значи следниот месец од печат, како што кажа твоето ново дело, и понатаму не застануваш, понатаму пишуваш. Ви благодарам уште еднаш. Ви посакувам среќен пат до Охрид и се надевам за се нешто ново што имате ќе може да го представиме пред нашата публика. Благодариме исто.